Ја го чувствувам ова како мое со другарите. Како мое, да работиш дома како ти што сакаш, да постигнеш успех. Дома кога си некоја како лично у срце што го имаш на работа и што сакаш се подобро да те биде, така и ние ова го чувствувам. Теренот те бара Савајле, ако не влезеш внатре да шеташ, правиш круг, и само збори со тебе. Он ако не те види, и што сакаш ти да му ставиш, нема да биде добар. Ако не те види Савајле. Савајле, кога ќе дојдеш прво, ако не влезеш да го погледнеш, бар да го погледнеш едно добро утро, така кажано да му кажеш, ништо не бива. Че све тоа се е дел од процесот. Сите сме едно. Еден за сите, сите за еден. Така сме. До сега така сме терали, сигурно ќе тераме до крај, до кога ќе видиме. Еден терен за колку луѓе би свалил кислород, извини. И јас му викам, ја би бил задоволен за еден човек да створи кислород, ја би бил среќен и задоволен. Не, вика. Еден терен, вика, ствара кислород за 250 души. А пошто вие, вика, сте на двата терена, херои сте, да знаете. Значи, теренот, природата, зеленото ни помага најосновното да дишеме лесно. Нормално и механизацијата ја прави својата, таму е душата на работата. Косење, првото што мислиме дека така и треба, па ту доаѓаат наред за бушење на теренот, за чистење на подолг период се собира од косење, од изумирање на тревките мали и се собира таа густина се собира и таа машина се прави. Една машина е како фреза, мала е, ја вади таа трева, доаѓа со другата усисивач, се вика тој што го чисти. После тој период се буши теренот и прихрана се става на тој терен. Таа бушењето му помага за побрзо да влезе и сонцето, и водата, и прихраната до коренот да допира. И да се добива за недолго дена, 10 дена, теренот во иста положба. Овие се колегите мои, што секојдневно работиме. Левата страна овдека е Џеваир Исламовски и Авдил Исени, вамо Исак Бајрами. Со нив
консултацијата ни е прво за ден што ќе правиме. Нормално ние работиме и по препорака, по план, по што имаме активности на терените. Треба да направиме припрема на терен за тренинг. Тоа подразбира косење и бележење на теренот и нормално головите со мрежи. Не ги забравиме, тука треба да ни се джево со авил, треба прво косење да направат. И после тоа ќе се нормално Исак е тука за тревата ќе ја собере од страна со машина, помошна машина. И после завршување на ова ќе се пуштиме сите четворица на бележење на терен за тренинг. Прво тука што ја гледаме, оваа машина не е за аерација на теренот. Аерација подразбира бушење на теренот. Се буши теренот да дише подобро, да биде чист, до коренот да влезе прихраната, сонцето, водата, тие основни работи што му требат. Вамо позади тракторот имаме една машина за сеење на трева, за сеење на нов стадион, за прв пат кога се сее или за пресејување, значи за стална употреба. Мамо од другата страна е тоа за машинава за расфрлување на песок. Песокот се губи, влегува во земја, во почва и се разнесува и од прскалки, се разнесува од тренинзи. Фактички се губи у терен, не го гледаш. Фреза. Мамо тоа е циклонот за фрлање вештачко ѓубриво, така да тоа многу лесно се прави, едноставно 5-6 минути за еден терен, гранули што е. Ова не е тракторот. Ова позади му е приклучна машина косалка и може и друга опција да се прави и се стават некои ножеви за чистење на теренот. Вамо не е ова level spec машина, исто за аерација на терените, ножевите до 20-25 санти на се. Аерација на теренот, значи битно е требата да биде често пати бушена. Ова сек прави некој си, значи да има воздух требата, затоа се наменети претежно машините што им треба на требата. Густина ја нема, пошто е направен чистење на тоа трева што е собрано, например, од лани и преку зима. Сега пред една недела тука е направен тој процес, прво со фреза, таа се вади све надвор, после со усисивач се чисти, тоа се собира и, например, се транспортира надвор. Тоа е од еден терен, се вади, терен не може тешко и таа да ја препознаеш, пошто доле
до почвата на земјата кој што почнува, тука лежи се. И од еден терен се вади скоро еден камион, шлепер да викам голем, која се вади надвор. И тоа е све црна некоја. И нормално сега е малце уморен, док и му треба време малце да изникне, да излезе од коренов другата генерација на тревата. Ископан еднаш и направена друга дренажа, друга подлога на тревата има, а тој си лежи на друга подлога на тревата. Коренот му лежи на друга подлога. Нормално дека тој друго ќе работи, све зависи подлогата како е. Таа те тера обврските работиве што ги имаме ние, нас не тера тоа да го чувствуваме. И дома да сме да мислиме за тука да дојдеме преку ноќ некогаш или преку ден, кога немаме активност да дојдеме.